Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јаде Борек на ТВ Сонце. Еве, пред 1 мај, гостин. Иако знаете дека сум проречил со гости, но ова не можев да го пропуштам. Многу одамна гостин кај мене беше тогашниот министер за правда Михајло Маневски. Сега, како младич, подмладен, уште подобра форма, повторно е гостин вечерва кај мене. Благодарам. Добре дојдовте. Викавте, по втор пат сум во вашата емисија и со големо задоволство ја прифатив вашата покана да можеме да разговараме за така значајни теми што се од интерес на државата Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Министре, да се подсетиме. Вие бевте министер за правда во владата на Груевски, ако не се лажам, или? Да. Да. Јас, да ви кажам вака сега, јас сум 10 години министер за правда. Јас сум 3 пати биран за министер за правда. Во 86 година, тогаш кога првпат ме избра за републични секретар за правосудство и управа. Потоа во 2006 година кога сум избран за министер за правда и во 2008 година кога сум повторно по трет пат избран за министер за правда и на оваа функција поминав равно 10 години. Значи тоа се 2,5 мандати каде што ја вршев оваа многу значајна функција што е во рамките на Министерството за правда и она што треба да значи ефикасност во остварувањето на правата и слободите на граѓаните, кој како го разбира ова министерство, меѓутоа ова е едно од државните ресори кои што имаат многу значајна улога во системот, правниот систем на државата. Што сте по професија? Јас сум по професија дипломиран правник, веќе 64 години. Јас дипломирав. Ја немам години колку што имаш кариера. Јас дипломирав во месец септември 1960 година, тогаш имав 22 години. Значи, можам да ви кажам еден куриозитет. Кога ја завршив гимназијата 8 клас и во разговор со моите родители, што ќе биде понатаму. Вие сте 37 годиште? 37 годиште, да, декември месец. 26 декември 37 годиште. Живи и здрави. Значи, кога ме праша родителите што да студирам, и како јас се определив за право и единствено прашање што ми го постави мојот покоен татко и мојата мајка е колку години траат тие студии и мојот татко ми кажа дека му одговори дека таа 4 години и да ви кажам право толку тоа ме обрза како едно ветување да студиите ги завршив за 4 години и порано од 4 години. Така што некаде во септември 2006 година бев веќе дипломиран правник и во 1 октомври 1960 година се вработи во јавното обвинителство како припремник во основното јавно обвинителство во Велес. После тоа, значи во таа кариера која што следеше во јавно обвинителство пред јас да се родам. Ја што се осеќам толку стар, сега се осеќам бебус спрема него. Да. Од кога, после неколку месеци проведени на работа во јавното обвинителство во Велес, заминав на ослужување на воениот рок и кога се вратив, после ослужувањето на воениот рок, после 10-11 месеци, од некаде февруари 1962 година
тогаш немаше кадри и ме испратија на работа во јавното обителство во Штип. Така да, значи јас сум од некаде 1962 година до некаде 1966 година работев во јавно обителство Штип. Таму нели ме задолжија да положам правосуден испит, го положив правосудниот испит и ми именуваа за заменик околиски јавен обвинител на работа во окружното јавно обвинителство во Штип. Таму работев се до 95 година кога ме именуваа, нели тогаш јавниот обвинител до 95-та. Даде в 95-та година. Колку е тоа? 25 години сте работеле таму? Не, таму работев само до 65-та, не 95-та година. Така 65-та година. 95-та века, вау, 30 години, добро. Малку години работев, тогаш ме именуваа за Арно векоите да ги погодиме. Јавен обвинител ме именуваа во основното јавно лицство Велес. Так. Таму останав некаде 2-3 години и веќе ме превземаа во окружното јавно обвинителство во Скопје. Так. Во тоа окружно обвинителство јавно во Скопје останав некаде околу 10-12 години, а потоа ме именува за јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија, каде што останав некаде околу 10 години. После тој временски период, значи бев избран за председател на апелациониот суд во Скопје, тогаш се викаше окружниот суд во Скопје, каде што поминав некое известно време, кога кратко време, но 3 години, а потоа во 86 година, нели, како што реков, Собранието на Република Македонија ме избра на предлог на тогашниот мандатар, а сега покојниот Григорije Головски, за член на владата, тогаш се викаше, нели, извршниот совет на Собранието на Република Македонија. Тоа е, нели, таа сегашната влада, за министер, за републички секретар за правосудство и управа. Тоа е таа кариера, значи таму останав во тој мандатен период, ни беше продолжен мандатот, нели, мандатот на владата трае 4 години, меѓутоа бидејќи, нели, предстоеше систем на осамоставување на Република Македонија, значи се подготвуваше плурализмот и тогаш јас ги имав, значи, двете функции ги имав, и правда и управа. И тогаш, за да се создадат услови за повеќе партиски избори, да може да се регистрираат партии, тогаш предложив измена во законот, тогаш се викаше Закон за општествени организации, каде што во законот се создадува услови за избор за регистрирање на политички партии кои што понатаму значеа, нели, плурализам во општествениот систем. И јас сум тој, да кажам, републички секретар за правосудство и управа, кој што покасно на крајот на мандатот прераснам во министер за правосудство и управа. Гледате какви сведвишења се предземени, каде што се организирани некаде 90-та година првите повеќе партиски избори. Јас како министер за правда, нели, го подготвив избирачкиот список, се подготви изборниот законник, се направија, значи толку ти многу требаше повеќе партии убаво беше една партија рад, бевме сега глава ни пука, се шегувам. Значи, вие сте виновникот за еден од виновниците за плурализмот во Македонија. Па тогаш веќе го изменивме и уставот, со уставен закон, значајни измени ги избришавме сите тие идеолошки одредници во уставот, нели, се подготвивме за повеќе партиски систем и кога се основа собранието, нели, првото повеќе партиско собрание во Република Македонија, нели, тогаш како беше уставното решение, председателот на Република Македонија требаше да се избере во собранието. Меѓутоа, како беше, као да ја го памтам, да го памтите вие тоа. Меѓутоа, јас сум учесник во сето тоа. Тогаш по првиот круг не беше избран сега покојниот председател Киро Глигоров и се остана дополнително време, уште 2 месеци со продолжен мандат. Се на мускули го избра Киро тогаш. И после тоа, после 2 месеци го избра, значи, Киро Глигоров за председател на Република
Македонија и тогаш мене ми заврши мандатот, значи равно 5 години поминав во Министерството за прво Републичиот секретаријат за правосудство и управа, кое што се трансформира во Министерство за правда и управа, и после тоа, значи, тогаш ми престана мандатот и отидов на нови работни места. Значи, ја имам 50, да ви кажам, едно 50 години работно искуство во различни органи, најголем Кога се пензионираш уопште? Најголемо работна кариера остварив во јавното обвинителство, каде што работев некаде околу 26-7 години. Значи, бев на сите нивоа јавен обвинител. Од приправник во јавно обвинителство, па основен заменик околиски јавен обвинител, па основен обвинител во Велес, па заменик окружен јавен обвинител во Скопје, па јавен обвинител во јавното обвинителство на Република Македонија, па председател на апелациониот суд и после тоа избран за министер за правда. После изборот од кога, значи, Само да кажам еден збор дека сум тука, има водител, не ми ја земал емисијата, има водител, седам и чутам 12 минути само збори мојот гостин за неговата кариера. Каде што работел? Значи библиографски колкава богата кариера има гостинот вечерва. За оние кои не се сеќаваат или го заборавиле, господинот Михаил Обановски е еден од најзначајните луѓе за државата Македонија, според моје скромно мислење. Повелете, министре. Значи, од кога веќе ми заврши тој мандат во Министерството, во владата, нели, се избра ново собрание, нова влада и така натаму. Значи, после тоа бев, после некое известно време, на крајот на 1998 година, бев, значи, повторно избран за јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија. Значи, 2 пати. Значи, јас сум бил министер за правда и во Социјалистичка Република Македонија и во Република Македонија. Бев јавен обвинител и во Социјалистичка Република Македонија и во Република Македонија. Така Кога ти беше поубаво? Па да ви кажам право, кога со задоволство и со љубов ја вршите функцијата, очигледно е дека наоѓате одредено задоволство во тоа кога ќе забележите дека и низ тоа што го работите, давате еден придонес за владење на закон, давате еден придонес за заштита на државата, за заштита на граѓаните, за заштита на општествените интереси, за заштита на животот и здравјето на граѓаните, така да мислам дека кога ќе се направи една споредба, јако има некои, не знам какви мислења, не би рекол неповолни, али не и многу поволни, меѓутоа треба да се знае дека за вас или воопшто за јавното обвинителство? Опште за правниот систем во државата. Треба да крајно негативно. Треба да се каже дека беше негативно, меѓутоа секако дека тој систем располагаше со одредени вредности кои што значеа развој на државата и заштита на државните интереси. Не беше се така како што некој сака да прикаже дека е било црно или дека не бил западен некој правен систем. Значи, мора да се каже дека... Ќе мора цела ноќ да објаснувате на луѓето дека за добрата страна. Но јас сум ве викнал овде затоа што сте еден од ретките кои правеа позитивни работи. Кажете ми, кога се пензиониравте? Јас, значи, после тоа, кога ме избра за јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија, повторно ме избра за министер за правда во 2006 година. Не може да му заврши кариера. До 2006 година, од 2006 година останав уште 5 години министер за правда. Кога ми заврши таа функција, бев избран за член на Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што останав 4 години. И тогаш веќе кога ми заврши вториот мандат, одидов во пензија, меѓутоа како пензионер бев избран за член на Државната комисија за спречување на корупцијата и за председател на Државната комисија за спречување на корупцијата од 2002 до 2006 година. Гледате колку ви е голем тој распон? Не гледам. Не, си изгубив. Јас си изгубив тотално. Да. Која година се пензиониравте? Да, јас се пензионирав некаде во 2001
2002 година. 2002 година, тогаш кога ме избра за член на Државната комисија. Но и покри тоа што бевте пензионер, ве викаа во влада да работите за влада. Ме вика, ја работев во Државната комисија за спречување на корупцијата. Тогаш функцијата во Државната комисија за спречување на корупцијата беше волонтерска, не беше како сега професионална. И меѓутоа можам да ви кажам дека ние ги поставивме темелите тогаш на она што треба да значи државна комисија и ја мислам дека таа тогаш направи еден продор голем и во јавноста таа државна комисија за спречување на корупцијата. Се сеќавате на она црна табла каде што беше во трговскиот центар, каде што беше нели таа комисијата, каде што ние работевме, немавме некои услови, заправо немавме никакви услови, меѓутоа имавме резултати. Значи од таа државна комисија за спречување на корупцијата и јас како председател во четвртата година, значи председател се бираше на секоја година, јас бев третиот председател на Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што ги направивме сите основи и ги поставивме сите основи што треба да значи на тамошен развој на функцијата, на градењето на систем за спречување на корупцијата во Република Македонија. Меѓутоа, со понатамошните активности што беа преземени, многу од тие темели се разрушија, каде што корупцијата завладеа во огромни размери, каде што корупцијата доби галопирачки некакви димензии и ние денеска се среќаваме со држава во која што корупцијата има, како не нарекуваат, ендемски карактер. Полека малце, издиши, феноменален си, верувај дека нестручната јавност како мене малку тешко ќе те следи, за да ја задржиме нивното внимание. Да кажеме дека господин Михајло Маневски вечерва е дојден, ја му оддавам почит за да ни каже и да ви укаже колкав авторитет, колкаво значење и колкаво огромно искуство има и затоа го пуштив овие 15 минути само да ни раскаже што се работел и каде работел. Инаку, има напишано 4 книги. Четвртата и последна книга која вечерва ќе ја презентираме е Аферата Двојник за лажни пасоши. Ние ја знаеме таа афера, но погледнете, ова е цела книга. Јас сум толку заинтригиран за овој криминал и воопшто криминалот што се случува кај нас, да нормално со господинот Маневски одлучив да направам овој интервју, така да ќе биде долго. Јас се надевам дека, господин министре, завршивме со вашата кариера и можеме да идеме со вашите дела. Иако вие веќе не сте носител на јавни функции, вие решивте да пишувате книги. Имате 4 книги напишено. Може ли предходните 3 да ни кажете кој Значи вака да ви кажам. Една презентиравте кај мене пред 15 години. Да. Така. Значи вака, првата, ова мислам дека е 6-7 книга. Значи 6-7. Вчера ми рече 4 книги. 4 книги се од различни области, меѓутоа сите се од казнено право, она што значи нотаријат, но она што значи еве оваа книга, да кажеме предизвици и достигнувања. Таа 2006-2010 година, гледате оваа книга? Таа ја презентиравме кај мене и мислам дека уште ја имам тука. Така е. Значи, таа книга го одразува целокупното работење на Министерството за правда во временскиот период од 2006 година до 2010 година. И знаете што значи ова што е све направено? Како министер за правда, во која надлежност беше и управата 4 години. 5-та година управата премина кога се основа тогаш тоа Министерство за информатички системи и администрација, значи 5-та година. И јас во овој мандатен период од тие 5 години предложив и подготвив 159 закони,
од областа на правото и од областа на администрацијата, на управата. Тоа се закони, да не ви ги навребојувам, ама многу нови закони кои што никогаш не биле во правниот систем на Република Македонија. Значи, од казнената област, закон за бесплатна правна помош, закон за вештаци, закон за меѓународна соработка во кривична материја, ова што сега постојано го говорат, за таа соработка, меѓународна соработка, закон за соработка со Европскиот суд за човекови права, закон за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права, кривичен законник, закон за кривична постапка, закон за управна постапка, закон за парнична постапка, да не ви наведам, закон за лобирање. Значи 159, немаме толку време. Немаме ни капацитет ова све да го запомниме, Да, професор. да. Сте биле професор? Јас сум бил професор, да. Тешко на студентите. Тешко на студентите. Многу податоци. И сакам да ви кажам, Многу за учење има. она што ми малку се сега... шегувам малце се мајта, па Да. се извинувам. Ја имам најдлабока Вие сте еден Фала, од... благодарам многу. Значи, Само да ви објаснам, гледач. Да. Ја, бидејќи ова јади бурек, морам малце по некоја Да, реченица да, да не да. биде прекамерно. Значи, малку и на мајтап да го свртам, малку и некоја реченица да олабави, затоа што следното следува, нели се загревате додека седнете, кафенце, пивце, ово она, бидејќи следното многу со внимание сакам да ги изслушам наредните барем 60 минути за аферата Двојник. Тоа е едната книга, 5-6 книги на оваа тема имаме. Може ли да придеме за последната уште книга? само ако може, Како не може? Уште еден дел од овој. 25 минути. Да ви кажам колку ми иритира ова сегашнава ситуација, после мене дојдоа 9 министри за правда. 9! Добро? На секоја година дене. Што направија? Памтите некој вие министер? Не памтите. памтам. А сега да ви кажам право, знаете колку во овој период што е направено? Кривичниот суд, зградата на јавните обвинителства. Се реновираа 11 судови, најголеми судови во 43.000 метри квадратни. Комплетно се реновираа со прозорци, со пенџериња, со тавани, со лифтови, врдување, се опремија. Ви го почитуваат ли тоа колегите? Да ви кажам, 3 згради казено поправни установи, затоа што говорат дека немало. Ако не го направивме кривичниот суд, каде ќе судеа сега? На стадион во Борис Трајковски, во салата? Дали ве почитуваат Па да ви кажам колегите? право, многу луѓе ме среќаваат, многу луѓе ме препознаваат и колегите, некои од колегите така се препознаваат нешто, меѓутоа се прават некојаш како да не препознаваат. Затоа што бевте во владата на Груевски, а кој бил во влада на Груевски? Да. Прецртан со X, така? Пречитан со X, не, треба објективно да се гледаат работите. Треба, ама не се гледаат. Некаде не се гледаат. Па, И за жал не се гледаат. Па се гледаат. Меѓутоа, да те наместил, например, едно да ви кажам. да те наместил Таче, може би поинаку ќе те Таче гледа. или Зоран Заев не направија една зграда. Јас повеќе направив, ова што ви го кажувам, како министер за правда во едно министерство, во судскиот систем, отколку што направи ова влада. Памтите ли една зграда од оваа направена? Нешто направито? Денеска објавив дека имаат изградено 1500 километри патишта. 1500? Кај се тие да се во Вселената? Сега кај сте? Во Вселената да не сте? Не ме влезе сега, ако не Јас, ќе да ги видиш. да ви кажам право, јас се гордеам со тоа што сум го направил. Затоа што кога ќе ве сретне еден човек кој што не ве познава и кога ќе ви пружи рака да ви честита, верувате дека е тоа големо задоволство. Не сите, се разбира. Нити сите може да бидат задоволни, нити сите од сите се очекува да имаат таков однос. Меѓутоа, главното мислење е тоа дека навистина во тој временски период и се памти тој временски период, затоа што ова е сведок на тоа, ова книга за која што може да се говори и која ја презентирав и ја отпечатив и на англиски јазик. Ова 10 примероци има само на македонски и на англиски јазик. Тоа ја гледате таа книга. Каква е таа книга? Што е све постигнато во Министерството за правда? За тоа да овие генерации млади сега учат да видат како се работи, да видат што све е сработено.
Овдека се покренати толку многу работи кои што тешко добро вие забележавте дали ќе ме сватат почитуваните гледачи сега заради тоа што не сакам да изгледа нескромно, меѓутоа и некогаш и скромноста па не е некој доблест. Треба да се каже објективно тоа што е сторено, тоа што е направено. Океј, министре, добри сте? Добро, благодарам. Благодарам што сте толку елоквентни вечерва. Дали конечно можеме да се префрлиме? Може. Половина час и тоа да ви кажам. Нема проблем. Ја не го сметам за загубено време. Друг гостин не би добил половина час да збори за својата кариера и така натаму. Да. Но друг гостин и не би можел, ретко кој гостин би можел половина час да говори за својата кариера. И пак ви реков, ова е само загревање за сето она што очекувам допрва да го говориме. Сега се префрламе на најжешката тема која дури во предизбориево беше заборавена. Еден од најголемите криминали. И ако, верувајте ми, ова е сега моje мислење, господин министре, не се надовзувајте на она што јас ќе го кажам, ќе почнете од книгата како од почеток да ја презентирате, но моje мислење, моментот кога оваа власт што паѓа и паѓа катастрофално, ја изгуби меѓународната поддршка на чии ветар толку арогантно владеа годиниве, е токму аферата на издавање на белосветски криминалци пасоши македонски за да се спаат. Мислам дека е тоа моментот кога они веќе, кога вртат сега по амбасади, не им креваат. Ја мислам дека е токму заради ова. Тоа беше мој вовед, заборавете што сум кажал, но ве молам вака. Значи, ја издадовте книгата Аферата двојник лажни пасоши, правна анализа за издадени 218 пасоши со лажен идентитет. Од кој аспект ја пишувате оваа книга? Дали бевте вие директен учесник во истрагата или ги следевте работите, едноставно ве заинтригира, па ја напишавте книга? Значи, јас ги следев работите, значи не бев никаков директно вклучен во она што значи случај во врска со овие работи, затоа што јас ги мина моите пензионерски денови. Меѓутоа, многу ме заинтригира тогаш кога разбрав, кога беше обелоденен случајот и каде што беше многу индикативна тенденцијата да се овој случај да се прикрие. Значи, многу индикативен беше случајот, овој случај да се прикрие, заради тоа што ова што е направено со издавањето на 218 пасоши на лица со лажен идентитет, од кои најголемиот број се белосветски криминалци, кои што се бараат со меѓународни потерници за најтешки кривични дела. Значи, практично издавањето на овие пасоши со лажен идентитет на такви криминални личности кои што се бараат со меѓународна потерница, значи представува сето тоа еден криминал од светски размери со исклучително опасни и штетни последици не само за Република Македонија, туку и во пошироко во државите каде што ги бараат тие сторители на казнени дела кои што Македонија ја нашле како едно прибежиште да можат да го прикријат својот идентитет, да не можат да патуваат. Сакате да кажете дека оваа афера ќе има меѓународни консеквенции? Оваа афера веќе има меѓународни консеквенции, затоа што вие имате како што е наведено во книгата, значи и како што е презентирано и во она што треба да значи научна и стручна јавност, значи вие да се издаде 3 години и 7 месеци се издавани овие пасоши. И како можеше за 3 години и 7 месеци сето ова да не биде откриено? Како можеше ова? 3 години и 7 месеци трае. Значи, тоа да факто од јуни 2017 до јануари 2021 година. Како доаѓаат на власт и почнуваат овој криминал да го прават? Значи, Оливер Спасовски доаѓа 15 дена пред почнувањето на издавањето на овие
пасоши со лажен идентитет. Он нели беше прво технички министер за внатрешни работи, а потоа беше избран за министер за внатрешни работи и за цело време на неговиот мандат се издавани овие пасоши со лажен идентитет. Чекај, дај да го нагласам уште еднаш. Значи, како оваа власт доаѓа, да повторам за гледачите, да. како доаѓа на власт, започнува со издавање на пасоши на белосветски криминалци. Да. Океј, она што ме збунува, меѓународната не следи, знае што правиме. Зошто реагира толку доцна? Зошто 4-5 години поминува? Дали намерно има тука некои меѓународни последици истраги кои ќе има дека има вмешаност во одобрување? Бидејќи оваа власт, мојата перцепција е дека влада е исклучиво со одобрение на некои амбасади. Дали во оваа книга може нешто да се наслути од тоа? Вака да ви кажам, мене многу значи овој временски период од 3 години и 7 месеци е исклучително иритира. Ја иритира и јавност, ја иритира и научната и стручната јавност, ја иритира и ова што значи политички живот, политички свет во државата и надвор од државата. Како може да се свати да 3 години и 7 месеци да не се открие она што секојдневно се работело во управните служби на Министерството за внатрешни работи? Како можело? Океј, знам дека не е ваша работа и не е ваша истрага. Дали меѓународната знаела за ова од самиот почеток? Па ја мислам дека некои служби сигурно имале одредени сознани, одредени сомневања, затоа што да ви кажам право има... Значи, овие арогантно сами толку арогантно постапувале да ова си го правеле за лични лукративни интереси. Тука е клучот на прашањето. Од кои интереси ова се тоа правено? Како можете, ама да знаете дека во пресудите ништо нема од ова што ние го говориме. Не разбирам. Значи во пресудата што е донесена за овие лица, а овие лица се од најнискиот ранг што се обвинети, од најнискиот. Знам, обвинети се чистачката, шалтеристот и кабелот продужен. За струја, пошто ке нас, нели, луѓе кога умираат, кабелот е крив. Значи, помлад советник, помлад референт, помлади соработници, значи, што ги тогаш примени во Министерството за внатрешни работи во управните служби. Мислиш ли дека сега ќе пропеат конечно и ќе кажат тие и конечно ќе... Па да ви кажам право, уште ова афера уште не е завршена. Епилогот на оваа афера ќе следи. Тоа е моја претпоставка, затоа што, само да подсетам, и судијата што го судеше овој случај, значи Олја Ристова, таа после година и пол дена од кога донесе она пресуда, да кажам, пресуда која што апсолутно не е скандалозна, самата даде изјава јавно дека кога ќе бидат судени организаторите на ова. Ова не е дело на оние шалтерски работници, ова е дело на вршкушка таму која во рамките на хиерархијата во Министерството за внатрешни работи. Дали кога ја пишувавте книгата ги имавте сите информации од јавното обвинителство? Дали ви беа достапни колегите за да ви ги дадат информациите? Врз основа на кои информации вие оваа книга, ова дело го пишувате? Ова делото е напишано врз основа на информациите што се добиени од суд. Нели сега пресудите јавно се објавуваат, од пресудите кои што ги имам добиено од судот. Значи се ова од анализа на јавните информации. Ова е анализа на она што е во практиката случајно. Значи не е ова ништо измислено, ова се факти, ова се докази. Затоа што од овие факти и од докази никој не може да побегне. Што има докази овде? Докази? Што има? Па докази, ако сега отворите оваа книга, еве, за да ме земете ги прегледиве, еве. Кажете ми вие. 235 страница. Добро. Значи, на кои лица се дадени пасошите? Добро. И за какви дела? Ево, гледате сега. Значи, се дадени пасошите. Не мора да вртите книгата, ворете. Не ја вртам. Значи, се дадени на лица кои што се барани со меѓународна потерница за кривично дело, тероризам, за кривично дело вооружен грабеж, за кривично дело терористичка организација, најголем број за кривично дело трговија со дрога,
голем број за кривично дело убиства и квалификовани убиства. Значи, за најтешки кривични дела. И знаете колку држави ги бараат тие криминалци. Интерпол Кувајт, Интерпол Бразил, Интерпол Лима Перу, Интерпол Данска, Интерпол Обединето кралство, Интерпол Швајцарија, Интерпол Турција, Интерпол Бугарија, Интерпол Италија, Интерпол Црна Гора, Интерпол Угарија, Интерпол Србија, Интерпол Грција, Словенија, Албанија, Хрватска. Гледате колку држави ги бараат овие криминалци? Има ли по-голем државен криминал на меѓународно ниво направено од ова нешто? Ја мислам дека ова е криминал од светски размери и мојата констатација и овдека е наведена нели во самата книга може да се види дека Ајде, ја ќе овој го криминал Ај пушти ме да прочитаме два збора да кажам. Ево, ајде да. Фалемендерич, шоку. Да. Добро. Океј, аферата двојник лажни пасоши е тежок организиран криминал од светски размери со издавање на голем број пасоши со лажен идентитет на светски криминалци, барани со меѓународна потерница се предизвикани исклучително тешки последици. Целиот случај неосновано е сведен на одговорност на службени лица од најнизок ранг на помлади референти, советници и евидентичари, без одговорност за ниту едно раководно лице од повисок ранг на раководната структура и хиерархијата на Министерството за внатрешни работи. Аферата двојник е повеќе прикриен отколку откриен случај. Какви се меѓународните последици? Дали овие лица успеа да се спасат, да не кажам сега да си го спасат задникот, да не бидам вулгарен, пристоен човек сте вие, Да. и може би и моја емисија недостојни сме за вас, но сепак ме интересира. Еве го следите ви. Дали тие со тие пасоши успеа да се сокријат од лицето на правдата, бидејќи нели кога имаш ти пасош ќе те најдат. Кога имаш лажен пасош си патуваш и си го тераш бизнисот, криминал со дрога, со деца, со жени, со сексуално злоставување и се она педофилија и се она што следува во криминалот, продажба на оружје, што јас знам све. Значи ова прашање што го поставувате беше посебен мој интерес. Меѓутоа, дајте што утврдив. Што? Низ сите анализи што се направени, сите од овие лица пасошите што ги добиле овие лажни пасоши ги користеле. Значи тие ги користеле овие пасоши. И со овие пасоши ја поминувале границата на Република Македонија, а сигурно дека поминувале и други граници, представувајќи се лажно дека со лажен пасош дека се државјани на Република Македонија И на тоа тој со начин години. и Не тоа било со тоа- години не било неколку и ја месеци. избегнуваат кривичната одговорност. Тоа е тоа. Значи тешко е да го најдеш. Како се откри оваа афера? Како се открија аферата? Ова афера која што е откриена од страна на Министерството за внатрешни работи, на тоа служби што се за нели имаат таму за внатрешна контрола и така натаму, значи поднесена е кривична пријава против 11 лица, значи со кривично гонење се опфатени само И сега збориме за абсурд. Ајде. 11 лица, од кои 10 лица се службени лица во Министерството за внатрешни работи, во управните служби, а едно е надворешно лице. И тоа надворешно лице, Раиф Мифтари, кој што е со основно образование, се наведува дека е тој што ги поттикнал службени лица да го сторат кривичното дело, што е абсурд. А знаете која е неговата улога? Неговата улога е со возилото да иде преку граница, да ги чека тие криминалци надвор од границата, да ги донесе, да влезат во Република Македонија, да ги однесе во Министерството за внатрешни работи, таму да бидат сликани и јако фотографирани за добивање на пасош, иако нели не се пријавени во системот символико, нели за да може да се фотографираш и да се легитимираш, треба да имаш да бидеш заведен во тој систем, да се најавиш и толку време ќе дојдеш така натаму. Значи ниеден од овие лица не е евидентиран во системот. Сите овие лица кои што добиле пасоши со лажен идентитет, пасошите нели ги добиле на тој начин што и тоа знаете колку ги добиле.
пасош, одобрување за издавање на пасош е издавано за Не, тоа не е битно. Господине, ве молам, небитно ми е стварно да се расклинуваме кажете. за тоа. Битната работа е. Значи, што треба да заклучам од ова? Сте биле јавен обвинител. Дај бе, малце Шерлок Холмс од вас очекувам. Не ми ги раскажувајте оно што го читав у ајде. Вестник. Ај малце ми интересира и ваше мислење. Значи, вака. МВР, кој е главен организатор на ова, МВР поднесува кривични пријави и прогон на некои лица. Што ја Ама на кои лица? Чекај да завршам. Сега треба да сватам дека одеднаш МВР која е корупцијата и која е делото, имало некое ситно делче кој они не го гледале врхушката, ама кога приметиле, одма тоа реагирале. Но, како што дознаваме, тоа е ситна боранија, многу небитна, дали во суштина, кога сваќаат дека ја прелеале чашата, врхушката, ги пуштаат низ вода овие, за да има вината да се да Префрли иде на овие дечурлаи и никој да не праша. Бидејќи ние сме ретардирана држава, ние и опозиција и власт и никој ова се заќуте. Ова се заќуте. Ја не знам како ова не е главна тема у предизборие. Ние се расправаме дали имало 1500 километри патиште или немало. Нонсенс. Овдека има тектонски меѓународни последици од се во ова и ние глумиме. И затоа јас сакам сега, дали меѓународната заташкува дека било ова под незини и дека овие, затоа што чисто се сомневам дека овие биле толку лукави, паметни, интелигентни, расипани како најголема мафијашка група, бидејќи мене не ми оддадоа впечатот на некаква си висока интелигенција или работеле на повик некаков. И ако има меѓународна, овде може и влади да паѓаат некои. Кој ова им го одобрил? Затоа што ако ги фатиме големите, тој ќе почне да пее. Ако смее да пее, ако не му речат ќути, лежи, иначе торбата со парите каде е? Појма немам каде е. Ке го прашате Јанко каде е торбата, нели како иде сега Боки кога ќе го прашаат каде е торбата? Ке го прашаш Перо. Па не Перо, точно кај ја однесе торбата. Така и пак ќе биде ова недовршена работа. Џабе книга. Не, џабе ова не е довршена работа. Кој ќе ја доврши? Новиот обвинител. Ја како не? Не знам дали ќе ја доврши, ама треба да ја покрене. Треба да ја покрене. Затоа што ова е незавршен случај. Ова е формално само. Осудени се таму 7 лица, 3 се со условни осуди казнети. 3 лица се со условни осуди. А другите имаат по година и пол дена. Дали имаат пропеано тие со условни кои им командал? Да знаете што е овдека најтрагичното? Што? Затоа што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, истиот ден кога е поднесена кривичната пријава, дава изјава во брифинг на една телевизија, на Слободен печат, каде што говори, цитирам, пасошите, кога го праша водителот зошто се издавани овие пасоши, он одговара дека сигурно за пари. За еден пасош со лажен идентитет биле давани и до 20.000 евра. Зошто тоа што го, меѓутоа тоа што го наведува истиот ден кога е поднесена кривичната пријава, не го наведува во самата кривична пријава. И овде како ќе прочитате пресудата, вие нема да утврдите каква корист прибавиле и кој што прибавил. Да, зошто се давани? Зошто се давани парите? Зошто се давани пасошите? Зошто се давани? Знаете што? Што вика во пресудата? Зошто се давани пасошите? Ништо не вика дека прибавили имат на корист. Тоа е ова пресудата, не е ова пресуда од аспект на она што треба да значи една осудителна пресуда. Нема такви елементи. Знаете зошто? Зошто? Затоа што има едни индикатори кај што во еден случај пред специјалниот суд во Белград, каде е сослушан еден сведок, Срđan Лилич, кој што говори дека тој лично однел еден пасош со лажен идентитет македонски, издаден од управните служби на Министерството за внатрешни работи на некој од лице од Земун за 30.000 евра.
Значи не е само што го говори ова Оливер Спасовски, да го говори и овој сведок. И знаете сведокот што говори? Говори дека целата работа што одела во врска со пасошите издадени со лажен идентитет во Министерството за внатрешни работи од Скопје одела преку некој лице Роко од Пасошко. Кој е тој Роко од Пасошко? Зошто не го утврдија? Зошто не го утврдија? Кој е тој Роко од Пасошко? Значи, функцијата на откривањето и докажувањето на овој криминал не е тука на овие лица, него е горе. Горе во рамките на управните служби и во рамките на хиерархијата на Министерството за внатрешни работи. И знаете како еден абсурд има? Има еден абсурд каде што неколку пати таа една началничка на тој оддел на управни служби во зградата на МРТ Сузана Ивановска, која е сослушана како сведок, она знае дека едно лице од тие неколку пати е пријавувано кој неа и со него разговара и дајте што и вика тој Денис Барути и вика не се сеќавам, ама нема да се повтори. Ама се повторuje тоа 3 години и 7 месеца, не е тоа еден ден или 2 дена. И знаете што е друго? Мислите ли дека можеби министерот не е директно инволвиран, туку морал да преќути затоа што била партиска команда од некој си, да речам, партиски... Океј, внимавам да не те однесам на тенка вода, па да имаме проблеми, што сме спомнале, значи многу внимателно ги берам зборовите, затоа што знам за што се носи одговорност. Дали сметаме дека можеби Оливер Спасовски не е директно виновен, но е виновен затоа што морал да преќути и да дозволи такво нешто заради некој коалиционен партнер, бидејќи ми спомнуваш некои имиња кои можеби фрлаат сомнеш дека се работи по партиска линија, а не дека државна линија, дека самата влада била инволвирана во ова, туку партија била инволвирана за лукративни потреби. Да. Не знам, кажи ми, еве, ајде, јавно обвинителство си. Што правиш таму? Читаш пресуди или размислуваш? Размислувам и читам пресуди. Ај, кажи ми, што е твоја... Можеш ли да теоретизираш сега? Не книга, не книга. Твое мислење, дали смееш да го кажеш, твоето мислење, кај ти води? У Јапонија, у Австралија, на Сибир? Каде е изворот на целава оваа приказна? Тоа не може да го утврдите Никој. Од ова. Што ти збори тебе? Инстинктот. Тоа инстинктот говори дека ова е организирана шема на растурање на правниот систем во Република Македонија. Да издадете вие 3 години пасоши на толку криминалци, знаете што значи тоа? Не, што значи тоа? Еве да се напуниш со пари. Да се Еден пасош 20.000 евра 30 и 30. Пута 200? Тоа е 4,5 до 6,5 милиона евра. Кај отидоа тие пари? Голема работа, 4,5 ќе ги изедеме, ќе ги испиеме. Голема пара. Овдека не задолжија 5 милиарди, па не знаеме кај се. 5 милиарди, да. И сега, кога ќе го гледате овака, ќе дојде еден абсурд, да видите тоа што мене толку многу иритира. Значи, вика, издавани биле пасоши заради тоа што кога му се јавувале странките на овие лица што издаваат пасоши, тоа е Денис Барути, Ѓорѓе Велков, Оливера Софрониевска, Ален Личина, Шемседин Јешари и така натаму, дека на тие лица им нуделе да се почестат Кока-кола, гиро или хамбургер. Значи, треба да прифатиме ние дека се давани пасоши за Кока-кола, гиро и хамбургер. Па како? А за ич? А за ич? Министре! Дај! Ја и колегава мој! Марче, ја и ти за 10 кебапи, 2 репризи пуштаме одма. А на еден од овие кои што обараат 3 центри на Интерпол, му даваат 3 пасоши со лажен идентитет. 3. Да друг му даваат 2 пасоши со лажен идентитет. Дали пасошите се укинати нивната важност? Меѓународно, дали може некој некаде да го користи тој издаден пасош легитимно? Кој ќе го поништи пасошот на оној што е во Лима, во Перу, во Бразилија, во Копенхаген? Дали сме дале таков допис има до Интерпол, па ама не можам да ти поставам прашање за да дојдам до одговор логичен. А ако сакаш да зачутам, да збориш оти, нема да дојдам до прашање. Дали овие пасоши се уште важечки?
Дали постои некаква процедура како се поништува, дали е тоа можеби преку Обединените нации, преку Интерпол или нешто. Велите дека се уште се важечки тие пасоши. Така ли ве разбрав? Објаснете ми. Секој пасош кој што е издаден, гледате ли цел свет се издадени, овие лица се од Азија, од Африка, од Европа, од Јужна Америка. Значи, тука позицијата треба да биде на Интерпол, кој што нели ги бара овие лица, и Интерпол кога ќе ги најде тие лица треба да ги открие и да ги притвори. Секоја држава кога има меѓународна потерница треба да биде Ајде да парафразирам прашањето, не го добивам Да. одговорот што го барам, министре. Дали ние ја укинавме важноста на тие издадени пасоши? Дали се тие важечки? Дали има право државата да рече Јанко, твојот пасош не важи по одлука, бидејќи е криминален? Yes or no? Иронично сакам да ви одговорам, Иронично сакам да ви одговорам и да прашам дали сега Министерството за внатрешни работи ќе им ги промени овие пасоши. На овие што Дали ќе им ги продолжи кога Дали ќе ќе им ги истечат? продолжи? Да. Сакам да ви кажам. Види, ќе се договориме, луѓе сме, кебапчиња, у па фонтана сигурно, ќе седнеме, да. ја, Марче, да. ти, ово, готово ќе А тие завршиме се дадени работа. со Република Македонија, дали сега ќе им даде нови пасоши со Република Северна Македонија? Меѓународна процедура за лажен пасош да биде прогласен лажен и сите, не знам, царини, царински, не знам, Америка, Европа, ово, она, да, ако се појави тој пасош, да се појави ред алерт, баране тој пасош. Да. Што да? На разбирам. граница има од Интерпол, има список на сите лица што се бараа со меѓународна потерница. Значи, ако го употребат, И на него пишува, штом се појави тоа лице, апси. Меѓутоа, вие гледате дека 200 лица минат на граница, ги ујопси некој? така, Не јуопси. така, И знаете што има уште не знам, кажуј. Да. Има тоа што некои од тие лица се откриени на граница, 2-3 лица се откриени, еден со лажен пасош е откриен во Киев, Македонски. македонски лажен пасош, еден е откриен на граница овдека кој што има 4 имиња, Полесине, Марко, не знам Иванов, не знам Ваков, не знам Лаков, и знаете што е превземено против тие лица? Ништо. Кој да преземе? Ништо. Државите. Па треба државата да превзеде. Значи тогаш Ништо не е преземено. Бидејќи неќеш да шпекулираш и се држиш само на фактите, Да, ќе ја си на факти се држам, Океј. Не знам колку добар јавен обвинител си ако не шпекулираш. Како може кога вршиш истрага да од фактите размислуваш малце помеѓу редови? Ја Да. мислам дека е тоа многу потребно. Па да ви кажам Еве право- ќе ти кажам што ја доаѓам заклучок. Еве, Ајде. пошто сум ја не сум обвинител, ама Ајде да видиме. значи ако меѓународната ова го дозволувала за криминалци, а велиш дека во одредени земји кога биле фатени тие со тие пасоши ништо не било преземено, тогаш имаме два одговора. Земјата е корумпирана и он ги корумпирал и тие, и таа влада, и таа МВР и така натаму, или се работи за контраобавештајни служби, за дарк веб и така натаму, каде што се работи за подривање на власт, контрашпионажа, шпионажа, каде што криминалци работат прљава работа за одредени држави и одредени служби. Што е третото иначе? Ова што го сега кажавте дека има голема вистина. А зошто не го кажуваш ти? Не, ја го кажувам во книгата. Затоа што вие имате во држава, нели, веќе ја спомнав дека е издаден пасош на лице кое што е обвинето за тероризам. Влезе ли во држава такво лице? Влезе. И влезе ли лице за член на терористичка организација? Кај нас Влезе. може секој да влезе. Збориме за Не може секој да влезе. Оти тој да дојде до Македонија, треба уште неколку граници Да на помине, Европска унија да ги помине, да. Значи Европска унија му дозволила. Некој поминува, може да има некој три пасоша, не знам, може да има од друга држава, од трета Ама држава ние и така не сме у натаму. Шенген зона. Па не сме у Шенген зона. Значи, кој да дојде до Македонија, ако доаѓал од Турција е НАТО. Дошол преку Грција, дошол преку Бугарија е НАТО, Албанија е НАТО. Значи, од каде доаѓа? Еве од Србија да дошол, од Унгарија е НАТО. Значи, пак мора збориме за од Австрија, од Италија.
Значи, Од Данска, од Англија, од Јордан, значи од не они знам каде. дозволиле. Тие, вие видите какви се овие криминалци, за какви дела одговараат. Има овој што го викаат Мене тоа ми е јасно. Мене не ми е јасно како они го употребуваат и натаму и поминуваат. И затоа мислам дека овој скандал не го зборат. Затоа е меѓународен, ова е меѓународен криминал. Затоа е меѓународен. Ама да е ова меѓународен криминал, за ова ќе се збори во Хаг, ќе се збори во Обединети нации, ќе излезат. За помалце се собираат Совет за безбедност и викаат имаме криза. Но ја мислам дека овдека ова ќе се забошоти. Ова нема да се доработи. Знаете што? После све што ми кажа, ја мислам ова нема да има Да ви завршница. кажа, ама ова ако го поставеше нашиот министер за надворешни работи на соодветно место, и во Совет на Европа, и во Европската комисија, ако го покренеш ова прашање, евете што се случува, какви криминалци влегуваат, за какви дела се тие за Покренато е ова прашање? Па не е покренато, затоа што тоа е прашање министерот за внатрешни работи. Министерот за надворешни работи треба да го покрене. Го покрена ли? Добро, Ништо не овдека се прават црни листи, дали некој купил брашно? Овие или се црните ова? листи тука. Ама зашто овие не се на црни листи? Па кој тие што ги става на црните листи, тие треба да одговорат на ова прашање. Дали ќе бидат или не ќе бидат? И сега Или само дали се они кумови на оваа процедура за, да речеме, од 100, бидејќи јас сега, знаеш како, ако ништо друго, митиумски знам како се заскриваат работи. Михајло, значи, еве ви 200 криминалци, од кои 150 се легитимни перверзњаци у криминал најголем. 50 души се наши. И тие ги пушташ сите од 250, бидејќи ако се само 50 е многу поголем фокус. Да. Може би се двајца, тројца. Доволно да им завршат работа, да отидат у Киев, у Москва, у Северна Кореја. Патувале тие секаде. Па Джеймс Бонд филмови гледаме. Ајде гледаме сигурно. Така, ама и Джеймс Бонд филмови не се научна фантастика, пак се базирани на некоја реалност каде што се играат во игра. Сите знаеме за FBI, знаеме за CIA, ама забораваме на NSA. Значи, ние говориме за многу апсурди. Ова што се случува... Не е апсурд. Ова не е... Апсурдно е ние нам од овај аспект. Од овој аспект. Ама не знаеме зошто е причината на овој криминал и кој го одобрува. Зошто не искача холандска амбасада? Зошто не искача Европска унија? Зошто не искача австријска амбасада? Зошто? Не искачаат? Зошто? Зошто? Еве, ако се американците, зошто русот не излезе? Зошто кинезот не излезе ако се спротиставени? Така? Или зошто не излезе Америка ако стојат Колумбија за ова? Знаете, ово селина земено, значи, преземени се секакви мерки ова да се забошоти, ова да не добие глас, од тука, од нашата држава. Нашата држава не го издигна ова на пиедесталот на одговорност. Во јавно обвинителство, кога ќе следиш криминал, што следите вие? Трагата крвава или трага на парите или трага на организаторот? Како се следи трага на организаторот? Овде трагата на организаторот се следи на тој начин што се преземаат од институциите на многу држави да се најде кој е тој што ги организира сето ова. Дали имало соработка со другите држави да се помогне за све ова? Има соработка, нема податоци за тоа дали имало некоја соработка. Меѓутоа само да ви кажам еден пример. Еве ќе го спомнам еден случај. Онај што извади пасош, лажен пасош во полициска станица Драчево. Тоа е онај Седат Пекер, кој што е под лажно име таму и доби пасош, кој што во Република Македонија, нели, тој беше пречекан и следен со придружба и така натаму. Еден голем мафиоз. Така. Мислам од Турција беше он. Од Турција. Добро. Кој што, значи, после тоа, од кога видоа со кого имаат работа, донесоа решение за протерување. Као не знаеле, не знаеа до тега. Не знаеа до тега. Не да го апсат, да го протераат. До решение за протерување донесоа. А зошто не апсење?
Затоа што така одлучило Министерството за внатрешни работи. Тие што му изделе решение за... Значи ова треба Оливер Спасовски да ни каже зошто... Ја говорам пак за факти. Вие добро забележавте преска, јас секогаш се држам за тие факти. Факт е дека е донесено решение за протерување. И знаете колку издржа тоа решение? 3 дена. Не разбирам. 3 дена, затоа Што што значи затоа што после од која е протеран, после 3 дена влегува во Македонија, тој истиот. Истиот пак влегува. После 3 дена од која е донесено решение за протерување, влегува во Македонија, мине низ село Скопје, оди во полициска станица Драчево. Во полициска станица Драчево го фотографираат, истиот ден му даваат, одобруваат издавање на пасош и му издаваат пашот со лажен идентитет. Ме разбирате? Тоа е таа, како може, да ви кажам право сега, како може еден таков човек, ајде влезете вие во полициска станица, кој ќе влезете, како ќе ве легитимира некој? Нормално. Го легитимира ли него? Не знам. Не го легитимира. Па ако го легитимира, ќе види кој е и што е. Па што правеле вашите колеги, бе? Па тие колеги, па јас Јавно обвинителство. Затоа и говорам овде во книгава дека ова е повеќе прикриено отколку откриен случај. Затоа што не сакаше, никој не сакал да го изнесе она што е вистината на виделина. Затоа што ако ова не е топилница, ако ова не е пепел, ја не знам. Гледам, вие си давате своји одговори, поздрав до овие јутјуберите, а и гледачите. Емисијава ја ќе се сними, ќе ја ставам и на јутјуб, сега во живо, колку да биде за информација. Но, ова е страшен пепел. Ова што ги кажавте работи се повеќе од скандалозни. Не знам, повеќе од скандалозни. Кои други детали од оваа истрага се забошотени и така натаму. Случајот, како велите дека судската одлука гласи што? Издадени се пасоши за кебапи и за фанта. Тоа го има во продолжението, го нема у изреката на пресудата. Значи, вика, у изреката говори само со намера да ја злоупотребиле службената положба, со тоа што издале пасоши со лажен идентитет и на тој начин прибавиле материјална корист. Ништо не вика што каква корист прибавили. Уопште не Дали судска одлука за ваков случај мора да содржи и која е причината за таквото дело или само дело се? Мора да содржи, имача нема дело ако нема последица. Значи мотив. Па нема мотив, ако нема мотив, која е таа материјална корист? Што прибавиле? Сакате да ми кажете дека е ова без преседан или имаме вакви преседан? Ова е без преседан. Оваков случај нема, јас барем толку години сум бил обвинител, ваков преседан нема. Ова кој ќе го прочита правник од прва година на студија ќе рече дека ова не е пресуда и ова не е обвинение. Затоа што обвинението содржи опис на действие, начин на извршување на тоа дело и последицата. Која е овде последицата? Прибавиле материјална корист, а нема никаква материјална корист. И второ, знаете што? Не. Согласно законот и правилникот за функционирање на законот за лични карти и законот за патни исправи. Управните служби на Министерството за внатрешни работи кои се задолжени да издаваат патни исправи или други јавни исправи, тие се должни документацијата што е прибрана, земена од странката за добивање на пасош, да е обавезно да ја достават до архивата на Министерството за внатрешни работи која што се чува 2 години. Ниеден документ од овие не е доставен. Нема. Што значи тоа? Тоа се уништени се тие документи. Што значи тоа? Што значи дека да се прикрие криминалот? Тоа значи дека не може да има разрешница. Чим се прикриени документите? Па се прикрива, па тоа очигледно е дека се прикрива значи, документите. Ама ми рековте на почеток, ова е книга и ова не е завршено и ова тек ќе се заврши. И сега ми зборите сосема друго, дека нема шанси да се заврши. Не. Ви говорам од аспект на тоа дека овие што го правеле, ова настојувале да ги прикријат траговите за извршеното кривично дело. Па еве сваќаме дека нема трагови. Меѓутоа има трагови во компјутерската документација, има слики, има како не може тоа да остане незабележано. Кажете ми, кога им издавале македонски пасоши, им давале лажни имиња, лажен идентитет, така? Да. Лажни матични броеви.
Lažno, sve. Sve lažno. Dobro, ние имаме единствен централен систем на отисоци. Тој е поврзан и со меѓународно ли е? Не знам како иде тој систем. Ама вие Не знаете знам, што ние што не знам. кога требате да идете таму, Добро. за да добиете согласно законот за лична карта и закон за затоа што се издадени 4 лажни лични карти. Плюс ова 218 пасоши. Кога согласно законот за издавањето на патни истрови на државјаните на Република Македонија, значи лицето што бара да му се издаде пасош мора лично да иде во органот за внатрешни работи, лично. Кога ќе иде таму со потребна документација, нели, на образец кој се пополнува, службеникот што ја прима таа документација треба да го утврди идентитетот на тоа лице. Идентитетот како се утврдува? Со лична карта, пасош и така натаму. Го утврдија ли овие идентитетот на лицето? Не го утврдија. Добро, дали овдека можеме да збориме за вина на институција или конкретно на конкретна власт и конкретен... Овдека има многу пропуштања, да ви кажам. Многу... Колкава е одговорност овде на СДСМ и на ДУИ? Па гледате... Не гледам. Прашувам. Какви се... Пошто и не, ти... не, не. Не, како викаш ти? Се држам до факти. Да, Ја не гледам. да. Еве те прашувам тебе. Да. Значи, фактите И ја говорат... малце иронизирам, извини. Фактите говорат ова што ја говорам јас. Добро. Затоа што ако вие се доведете во ситуација да толку пасоши издадете и да кажете дека тоа не е, дека тие се издадени за некакви хамбургери или кока-коли, вие треба да бидете поставени на не знам каков однос на да некој ве третира како личност. Дали имате вие здрав разум кога ви давате пасош за овие мизерни работи. И знаете што вика ова судијата што го суди предметот? Вика, секој од овие обвинетите држел по едно камче и го правеле како фин мозаик. Ова, разбирате? Не. Затоа што Објасни го. еден ги утврдива, ги прима документацијата, другиот го одобрува, третиот го изработува, четвртиот го издава пасошот. Гледате колку ланци треба да помине. Ама, Меѓутоа тоа е овдека ситна- не ги мине тие ланци, него овдека за еден ден му даваат пасош. Ајде дека ви дадат вас пасош за еден ден. Ќе ви дадат? Македонците не Не, можат не и може со и со месец. месеци и со години да добија пасош, ама овие за 46 секунди му е одобрен пасош. За 1 минута, 2 минути, 3 минути, 5 минути. Како може за 46 секунди? Може ако одозгора началникот на јави. Господине Илковски, еден од овие обвинети Фарук Буки работи во овој пунктот во Бутел. Меѓутоа, пунктот во Бутел не е овластен да прима издавање на пасоши по итна постапка. Како можеше да ги прима, а не да не го открие таа началничка? И таа началничка е унапредена на повисоко место сега. Никој во тоа Министерство за внатрешни работи, во тие управни служби, не е земен на никаква одговорност за се тоа што е сторено. А сите треба да бидат земени на одговорност. Да ова е да се направи една таква хаварија во еден правен систем на издавање на лични документи на граѓаните, каде што овие лица што ги издавале документиве, буричкале низ целиот систем, влегувале со посебни каст картички, со Какви картички? Каст картички, некои... Што е тоа? Тоа е картичка тој што има посебно овластување да може да влезе во системот на матични броеви. Разбирате колку ова има голема димензија. Значи некој ви буричка вас во матичните броеви, некој може да ви го украде идентитетот, некој може да ви го смени идентитетот и така натаму, затоа што располага со таа каст картичка, тој овластен е да може да влезе во системот. Не може секој да влезе во системот на матичните броеви. И гледате... Мислите ли дека сега новиот министер за внатрешни работи требаше да излезе до сега за ова или подобро е да се смени власта за да може да се направи саглам истрага? Може ли да се направи ново судење, нова истрага или како ќе се процесира ова? Што? Новиот министер Панче Тошковски во една прилика изјави дека ќе се направи ревизија на сите овие случаи за издадени овие пасоши и мислам дека е тоа патот и решението да се стави ова крај, ама да се утврди така како што треба.
a ne da se preskokne, da se napravi jedna pretumbacija, Dobro, što da se misliš ako skrije. ima involviranost na visoko, aj ne znam kako bi se izgovorili, čekaj, ostaje me, ne zbori. Na visoko vlijatelni, profilirani državi koji su involvirani v ovaj go može biti tragata ako vodi do niv. Što misliš ako ova do nekoj vodi traga do nekoj strateški naši partneri, дека ќе се дозволи тоа да биде меѓународен скандал па да руши меѓународни влади? Значи, влегувањето на овие лица, на вакви лица во Република Македонија да добиваат пасоши со лажен идентитет, значи е доведена во прашање безбедноста на државата. Вие, значи, ова лице што е осудено за тероризам, кој што добива лажен македонски пасош, 7 дена престојувал во Република Македонија. Вака, само да им кажам. Почитувани гледачи, драг Спасе, вака да ти кажам. Не мора да го навредуваш мојот гостин. Он не учествуваше во истрагата. Он е во пензија веќе преку 10 години. Он напиша книга врз основа на се што е објавено. И затоа што смета дека има голема неправда и голем криминал, и за разлика од мене и од тебе, кој немаме многу мадиња да прозбориме за ова јавно, он дојде да збори. Знаеме дека се картели, знаеме дека се криминалци, тоа го знаеме од пасошите. Но не можеме да шпекулираме. Те молам, повели, Спасе, пиши ти ако знаеш, бидејќи се што знае, човекот го стави во книга, го збори тука кај мене. Јас го терам дури и да шпекулира. Што мислиш, он е некој шпион, Джеймс Бонд, па крие нешто и така натаму? Дајде, луѓе, поддржете ги луѓето кои се храбри, кои сакаат да зборат за вистина, кои сакаат овој булшит еднаш да престане. Ако не, изволте, имајте, гледајте таму голи жени и пријатно да не се расправаме. Како може да не каже не? Па што правиме ние овде 1 час и 16 минути? Стари другари сме ние на Фейсбук, дај вака него извртуе работа. Каже му на стариот вампир, нека каже се, нема да живее со картелите. Бог да чува и да брани. Имаш ли некоја задршка, се плашиш ли нешто да не кажеш или да кажеш? Тоа што е кажано тука е. Ништо не е прикриено. Па Спасе, бујром, читај ја книгава. Еве, ке ти ја поклона мојава, окей? Така. Не може да купи... Не, ја сакам, значи, ретко се појавува некој да се охрабри да збори за криминалот на оваа влада. Ти со години ја пишуваш и ја напиша и скоро ја објави оваа книга. Кога објави? До јануари 24 Јануари 24-та, уште не ни беше јасно дали ќе паѓа власта и ја објави. Дали откако ја објави книгата имаше реакции? Нема никакви негативни мислиш или позитивни? Не, значи, нема реакции. Реакции од служби, политичари. Има ова што ви го кажа пред малку, имаше реакција ова од министерот за внатрешни работи, сега што е овој техничкиот министер, нели во ова техничка влада, кој што во една прилика изјави дека ќе се направи ревизија на целиот овој случај во врска со издадените пасоши со лажен идентитет. И ја тоа го поздравувам. Тоа треба да се направи, ама темелно, не површно, не дилетантски, него да се види кој стои за ова и што стои. Ај малце да збориме за судскиот систем кај нас, за да уфатиме уште некоја тема. Мислам дека доволно елабориравме. Книгата е издадена за... Сврти ја само да ја видам, бидејќи јас сум подпрен на ова. Книгата е издадена за Матица, добро, matica.com.mk. Уште еднаш ќе прочитам. Аферата Двојник лажни пасоши е тежок организиран криминал од светски размери со издавање на голем број пасоши со лажен идентитет на светски криминалци барани со меѓународна потерница да се предизвикаат исклучително тешки последици. Дечки, ја го држам мобилниот затоа што, нели, за да малце ентертейн им правам на моите на YouTube, иако мојата емисија што е снимена на телевизија што иде, таа ќе иде, а не ова. Сакам да ви кажам, книгава е... Зошто е добра? Зошто мене ми е битна оваа книга? Што мене ташак ме боли за 213 криминалци земале пари, овие се осудени, гейм овер. Луѓе мои, што викате вие? Каде најмногу нечени во оваа држава? Што најмногу нечени? Судство, судскиот систем, катастрофата. Довербата 2008-2009
во нашето судство по анкети била 76 до 83%. Ажурност на предмети била 980.000 на 114.000 нерешени предмети. Да. Значи, ерозија, дерогација имаме ние на правниот систем последниве 15 години. Сето јас се извинувам, морам да бидам малце скандалозен во моја емисија. Сето срање што ви се дешава, што ми се дешава, што ни се дешава, корупција, крадење, убивање, палење, гинење на луѓе е само затоа што судскиот систем ни е уништен последниве 15 години и затоа, за да може, бидејќи кога имаш ти неефикасен судски систем, криминал се прави. Тогаш и ја ќе издавам пасоши. Ти, брате, бе, кандидирај се, пасоши, бе, да 30.000 учеб. Што ти е, гајле си го заебал системот? Значи, зошто е битна денешнава емисија? Не за предизборие, за утре, шитот што ќе ви се дешава. Сакате малце ресет, сакате малце да опробаме. Јас секој сум викал, првин се почне од судскиот систем. Не се почнува од, да, битене која води државата, за да дозволи да почнат промените во позитивна насока. Што прават судиите? Судиите сега се тресе. Му стига пресудата, веќе напишана, како треба да пресуди, се тресе од страв, дошол амбасадор, се јавил лидерот на партијата и знае дека ако не послуша, метак у потилјак. Значи, уште една работа да кажем во врска со овие... Не, аве книгата завршија да збориме за уништениот. Многу е битно, затоа што покрај, значи, овие 218 пасоши со лажен идентитет, издадени се 33 лажни возачки дозволи. Од тие 33 лажни возачки дозволи издава едно лице кое што издава и лажни пасоши, а освен тоа, после тоа е откриен еден случај за фалсификување и со скапи возила, крадени и преправани. Со исто така 5 лица од Министерството за внатрешни работи. Гледате каква е сигурноста. Веќе не ми е битно, значи јас си го исклучив мозокот, завршив еден саат за аферата и не ми беше значи, многу битно. Значи афера и ово што возачки го кажа. дозволи и возила. Не битно ми е за возачките, Возачки ама дозволи. ич не ми е битно, извинете, ама не ми е битно. Добро. Битно ми е за пасошите, затоа што се работи за меѓународни криминалци Да. и доволно беше. Судството е дерогирано. Довербата во судството е нула сега. Како стигнавме на нула? Па, како стигнавме на нула? Јавно обвинителство. Па тоа е смешка. Вашите колеги јавни обвинители, никој не им верува, никој не ги почитува. Тоа е За жал, за и подсмех. јас не им верувам. Зошто? Затоа што има толку многу негативности што никој не може да има доверие и во таков јавен обвинител и таков судски совет и таков совет на јавни обвинители. Значи ова е тотално деградирано, господине Илковски. Овој систем е деградиран. Ева, затоа ја зедов и ова книга. Гледате анкета во 2008-2009 година каква била довербата во судството во Македонија. Од 76 на 80,47 и во 2010 година 79 на 83% доверба. Зошто имало тогаш И тоа ова е книга напишана во 2011 година. Зошто Гледате тогаш колку се. по анкети А зошто е сега довербата, значи зошто довербата од 2008 до 2010 расте? Зошто расте? Затоа што се Па расте ли ова? Сега од 68 на 83, а толку Да, математика. расте. Зошто расте? Затоа што се преземаат мерки за ефикасно судско работење, дисциплинирано, организирано работење. Во овој временски период, во ова од 2006 до 2011 година, знаете какви мерки се превземени, разрешени се 48 судии. Затоа што Што е тоа решени се? разрешени. Разрешени. Затоа што чува предмети во фјока, затоа што му застаруваат предмети, затоа што преправа пресуда, па го враќа еден џипс на едно лице, затоа што на еден му најдоа еврата му ги најдоа во кривичниот во предметот. И тие ли такви ли треба да бидат судии или обвинители? И ова сега што се случува,
На што личи ова сега? Како може да некој... Еве, јас сум бил јавен обвинител толку години, цел век што се вика, мене многу ме боли ова што го слушам за тие обвинители. Па не сме обвинител така да биде. Меѓутоа, едно да ви кажам, не се сите обвинители таквија и не се судии таквија. Меѓутоа, она што го прави власта, која што пружила рака и која што го зела со своите канџи и судството, и обвинителството, и кадрите во судството и во обвинителството, тие треба да сносат таа одговорност. Дали и политичка. одговорноста може да биде кривична или ќе биде... Одговорноста треба да биде и кривична и политичка. Ама да довршам прашањето за... Добро, ај збори си ти. Не, Ај ја ќе си идам. Не, се шегувам. Знаете дека ве почитувам многу. Морам малце мајтап да ме као се испокаравме да одглумиме, за да биде поинтересно за гледачите. Интересно е што се зголеми бројот на гледачи на YouTube и да им кажам фала ви, поздрав, еве, од Санкт Петерсбург не гледаат. Добро, поздрав до сите вас. Спасе ти се извинува што те нарекол вампир, тоа е у позитивна смисла. Било кажано, демек, стар, добар си. Види, слушај, Ја човек... не патам од таквија Види, личности. иначе да ви кажам, не ја кажува вистината. Он вика дека има 80-90 години, уствари има 130-40 години. Малце е постар. Он е од времето на Илинденското востание. Не, Михајло, секоја чест и на тебе и на Филимена, прекрасен пар, прекрасни луѓе. Со вас беше стварно поинаку и кога ти работеше, ситуацијата, малце перцепцијата беше многу поинаква за судството. Денеска е ова страшно. Дали се самите суди и криви или притисокот врз нив е? Притисокот. И криви се и тие судии Што што дозволени. подлегнуваат на таков притисок. А како да се заштити судија од таков притисок? А ево да ви кажам сега, да не го спомнам, тоа мислам дека е најдобриот председател на основниот суд, што беше на кривичниот суд, господинот Панчевски. Добро. Најдобар судија, кривичен судија, најдобар председател. Видите што му направија, наводно не го почитал лакми системот и човекот го осудија ни крив ни должен, како што ги наместија кривичните дела за господјата Гордана Јанкуловска, за онај тенк, за онај Мерцедес таму што го нарекуваат тенк и така натаму. Кој што го ишлакаа, го оставија, да прикажат дека еве каква состојба се наоѓа тој Мерцедес. Кој е одговарал за тоа? Какво дело може да има тука? Е него 12 години делото, го возат. затоа што вика... Сите се извозија со Затоа тој што Мерцедес. велеа дека провизијата е земена за Ма тоа. каква провизија, нема ништо, нема врска тука, никаква провизија. Значи, наместени случаеви, монтирани случаеви, политички монтирани случаеви, да ги најдобрите кадри да ги стават на позиција да одговараат за нешто што не го сториле. Еве го овој случај што ви го спомнав со господинот председател на кривичниот суд. Хашките случаи. Хашките случаи, уште една тема, значајна тема, многу значајна, незавршена. Некој ќе каже незавршена приказката, а не е приказка, тоа е една тешка тема, затоа што хашките случаеви, нели како завршија. Јас како министер за правда, значи ги побара хашките случаеви, ги побара во Хашкиот трибунал и тие хашки случаеви беа доставени до Хашкиот трибунал. 4 случаеви, тоа е водството на она, тоа е случајот непроштено, на киднапираните граѓани од непроштено од нивите, тоа е случајот Липковската брана и тоа е случајот мавровските работници. Мавровските работници кои што нели беа со ножеви на кои ми испишани одредени букви на грбот, луѓето малтретирани и да не говорам да се што се Ама ние сторено. во собрание гласавме како што гласавме и ги амнестиравме. Тие случаеви, само момент, тие случаеви, значи ги побара Хашкиот трибунал и јас им ги доставив, тие 4. Ги чуваа некаде 3-4 години, 3-3,5 години, и еден ден ги вратија назад. Зошто? Со која Ги образложение? вратија без образложение, затоа што тогаш знаевме Хашкиот трибунал беше пренатрупан и не можеше да се зафати. Или не знам кои други политички причини.
да не навлегуваме во политика, него да служиме со факти. Меѓутоа, тие тога случаи не завршија тогаш кога ги вратија. Па знаете, Господине, не ме интересира шо било. Знаеме шо беше со хашките случаи, знаеме се амнестирани. Може ли ова повторно да се репроцесира и дали ќе се репроцесира? Иако се амнестирани кај нас. Значи, за кривичните дела против човечноста и меѓународното право, не може тие кривични дела, тие сторители на кривични дела не можат да бидат нити помилувани, нити амнестирани, нити тие кривични дела застаруваат. Затоа има меѓународна конвенција на Обединетите нации за незастарување на кривичните дела против човечноста и меѓународното право. Како може да се процесираат овие повторно? Јавниот обвинител Јавниот обвинител нема право затоа што парламентот ги амнестираше. Не. Другар ми Ѓорче вака дигаше два прста кога ги амнестираше. Не важи таа амнестија. Тој закон не важи. Значи, не може да биде законот во спротивност со конвенцијата, затоа што таа конвенција е ратификувана. Ама јавниот обвинител мора да работи според законите на Република Македонија. Па мене, знаете колку притисок ми вршеа да направиме хашки соби, ги направивме ли? Затоа што кога ги вратија случаевите, што мислеа дека тие треба да одат во хашките соби да издржуваат притвор, како што се хашките соби на Шевенинген. Такви се. Така ги направивме. Потрошивме толку пари, меѓутоа очигледно дека после се изменија политика. А Маđар Телеком? Не право. Маđар Телеком. Маđар Телеком, случајот Маđар Телеком е многу значаен, затоа што окружниот суд во Њујорк утврди со пресуда дека на функционери на една политичка партија во Република Македонија и на функционери од извршната власт во Република Македонија им е даден подкуп од 4.850.000 долари за да влијаат да нема втор мобилен оператор во Република Македонија. Се сеќавате она време кога не одра од сметки, какви сметки плаќавме за ова најскапи телефони плаќаа македонците, затоа што немаше втор мобилен оператор. Ама зошто немало? И им префрлија пари преку лажни... Зошто вие како јавно обвинителство не покренавте истрага? Не, тоа е после моје време. Не бев ја у тоа време. Добро, се извинувам, зошто јавното обвинителство не покрена истрага? Па јавното обвинителство треба да покрене истрага затоа што го знае ова, сите го знаат ова. Го знае и зашто јас да прашаме... Како Маđар Телеком е случај и каде е случај? Ги казнија директорите во Америка, ги казнија затоа што и дале пари на македонските овие Зошто кај нас не се процесира? Затоа што ние немаме правна држава, затоа што ние не го спроведуваме законот. Затоа не се држиме ние до правото, затоа што водиме политика. Со законите политика не се води. Законите треба да се спроведуваат. Зошто е водена политика за Маđар Телеком? Затоа што ќе се задрема некои интереси. Кои интереси? Од политички карактер интереси. Каков политички карактер? Да тие што ги примиле тие пари. Кој ги примил тие пари? Па функционери на една политичка партија и на извршната власт. Во времето на Владо Бучковски. Во време на Владо Бучковски? Кои функционери? Дали се посочени со име и презиме? Не, по име не можам да ви кажам. Добро. Дали негде се посочени негде имиња? Тие се посочени во пресудата на Америчкиот суд. Во пресудата на Америчкиот суд, кои имиња се посочени? Не можам ја тоа да ви го кажам сега. Добро, можам ја да го кажам? Не, вие можете да го кажете, ама јас говорам секогаш со факти. Зошто, чекај, нели е факт, тоа е јавна пресуда? Јавна. Зошто ви е страв да ги изговорите нивните? Ја ќе ги кажам. Не, ми е страв мене. Туку зошто не можете да ги изговорите? Кои се тие? Кои се тие? У пресудата, америчка, да. Што е јавна. Да. Добро? Кои се? Ја у моментов не, ама еве 5 минути да застанеме. Да пребарам, така? Ќе ми помогнеш бар да ја најдам пресудата? Не знам дали ќе ја најдете. Тоа е
окружниот суд во Јужен Њујорк, не знам кој суд е. Да. Меѓутоа, со таа пресуда се осудени двајца директори на Мајгар Телеком, Елек Страус и уште една, не знам како се другиот се викаше. Едниот е осуден на $250,000, а другиот на $150,000 и со забрана 5 години да не можат да вршат функција на директори и функционер. Страшно. Затоа што Абе што да ти кажам? парите доваѓаат, парите чути, со Пепел. лажна провизија доваѓаат преку кипарски банки. И Преку каде кипарски. доаѓале? Кај доаѓале? Од тамо, од Мајгар Телеком, како да прушале консултантски услуги. Кому ги давале тие пари? На тие лица што наводно прушале консултантски услуги, на овие што ви реков, функционери на една политичка партија и на функционери од извршната власт. Лидер еден кој се уште е многу влијателен Во времето на владата на Бујчковски. и ден денеска беше викнат како сведок тогаш. Па ја мислам и двајца беа тамо сведоци. Ја мислам дека И беше ми еден комшија мој, Али Иксандар, Али, некој така, беше викнат, да, се правиме на будали, и јас и ти... Беше викнат како сведок. Како сведок. И Бујчковски беше викнат како сведок. Ај ќе ќутиме 2 минути. Да. Ај порно да ќутиме него да разбориме. Затоа што очигледно, гледајќи те и тебе, колку и да си, знаеш што смее да се каже, што не смее да се каже, затоа што едва и чека за да ја замачкаат работата, некој нешто да каже, па да се нафрлат на тој. Значи овој случај го спомнува... А стар си веќе за да се расправат со идиоти. Овој случај го спомнува постојано господинот Џевдет Хајредини. Добро. Во многу јавни настапи го спомнува, еве јас го спомнувам сега, затоа што овдека нема ништо невистинито, овдека е чиста вистина. Значи господинот Хајредини треба да го поканам во емисија. Има пресуди. Значи господинот Хајредини за подетелно треба него да го викнам. Ваша одлука. Ама мислиш дека Не, мислам дека човекот го спомнува случајов. Зошто не се земат на одговорност тие лица кои што примиле подкуп? Значи се осудени тие што дале подкуп, а не се осудени тие што примиле дали подкуп. ќе има сила да се повикаат на одговорност криминалците конечно? Па ние сега говориме за сила, ние треба да говориме за закон, не е битна каква сила, нема сила за закон. Тој што направил дело треба да одговара. Ако не е битно каква функција врши и што функција врши, дали во политичка партија, дали во извршна власт, дали во јавно предпријатие, не ми е тоа прашањето. Прашањето е дали мислиш дека ќе има сила да конечно се справи држава? Ќе има сила. Ќе има. Сила. Можно е. Не застарува ова дело. Добро, не за ова. Не, уопште ти зборам. Уопште, ако не се стави крај на ова што се случува сега, ова... Абе, јас зборам и за аферава со пасоши. Збориме за Мајгар Телеком. Збориме хаски случаи. Збориме 300 криминали. Збориме за куп мртви луѓе по улици, по сообраќајници, по автопатишта, по болници. Колку луѓе испогина. Ние збориме овдека за 3-4 милиони евра. Абе, колку луѓе умреа, немаме разрешница, кабелот бил крив. Немој приказки да ми кажувате, не вие, не се однесува моево викање на вас, туку се однесува како гнев, затоа што луѓе гинат. За пари им е гајле, нека се искра, абе, луѓе гинат. Ете, знаеш кога ќе премолчиш мал криминал, абе, 3-4 милиона, голем ташак земале ќе потрошиме наши. Ама, кога ќе криминал заштитува, тогаш иде се подоле и подоле, па луѓе горат. Луѓе горат. Никој не ги виде за време на короната купиштата мртви што немаше кој да ги собере. Јас ги видов. Траумите се мои доживотни. Никој не ги виде децата оставени со отворени прозори на ладно од корона се штителе со хистерични професори. Ако не се решат, ја ќе ги решам тие професорите што и се дереа на керка ми, зошто отворила прозор, зошто ставила капа, ладно ми е. Хистерична будала, идиот, дебил. Злосторство против човештвото. Па знаеш ли што значи бе дете од 14, 15, 16 години да го травматизираш и физички, и ментално, и психички? Ќе имали сила конечно да почне правда во Македонија. Ја набројав неколку работи што мене ме болат. Да,
да јас верувам во тоа дека ќе има сила. И не можам да зборам прибрано, Ја можам, смирено, ја морам- почитуван господине. Дали криминал? Да, криминал. Видите, дали ќе се реши. Дали нема да се реши? Да. Така е по телевизија. Сите се многу фини и културни. Ја не сум фини и културни. Довде ми е дојдено. Сите ќутат. Сите... Ќутат, да, ќутат. Океј, ова ќе те прашам тогаш. Да, добро. Ова ќе те прашам. Предистражна постапка ЗКП, Судски совет, Академија суди, Кривичен законик. Кривичен законик. Ова што го направија со измените во Кривичниот законик не е тоа само упад, него тоа е диверзија. Не знам што е тоа. Диверзија. Зашо? Што Ја направија? не знам дали уште таа Еве ми спомна, заменичката види, министерка. да не се фолирам дека ја имам нешто подготвено. Ти ми рече дека сакаш да збориш за Кривичниот законик 96-та, 2023-та. Дека е срам. Еве. Ја не се разбирам у Кривичниот законик. Што е срамот, што е проблемот? Еве ја да ви Објасни кажам, на глуп човек како што сум ја, да разберам. Еве вака. Првиот кривичен законик во Македонија е донесен 1977 година. И во тој кривичен законик е предвидено кривично дело злоупотреба на службената положба и властување од член тогаш 177 од кривичниот законик. Во 1996 година се носи кодифициран кривичен законик. И во тој кривичен законик во член 353 е предвидено кривично дело злоупотреба на службената положба и властување. Меѓутоа, знаете што нема? Значи, за ова кривично дело одговара службено лице, значи пратеник, функционер, министер и така натаму, она све што е во државна служба, и одговара одговорно лице во правно лице. Одговорно лице во правно лице кој што има во доменот извршување на одредени овластувања, кои што ги има согласно законот. Нели предпријатијата беа предпријатија со општествен капитал. Во кривичниот законик од 1996 година нема предвидена одговорност за одговорно лице. Тогаш кога се спроведуваше најгнасната приватизација во Република Македонија. Мене кога ми избраа за обвинител во 1998 година, кога го согледав ова од списите што добива и информациите што пристигнуваа во јавното обвинителство на Македонија, видов дека по основ на ова, бидејќи не беше предвидена одговорност на одговорно лице, отврлени се кривични пријави против 2360 лица, а запрена е кривичната постапка против 546 лица. 3000 лица одбегнаа одговорност заради тоа што немаше предвидена одговорност на одговорно лице. Во декември 1999 година е изменет кривичниот законик и додадена е одговорност на одговорно лице. Меѓутоа работите отидоа. Така да вториот упад во кривичниот закон, ова што го направи она заменичка на министерка. Што значи тоа упад? Кој го прави тој упад и како се прави упад? Па тоа е смислен упад да не одговара тие што извршија криминална приватизација. Јас сум имал кривична пријава, извинете, за еден директор на една голема фирма, пријавен за 50 милиони долари. Затоа што целиот капитал, целата механизација беше однесена во Кувајт, таму, нели, кога стана војната во Ирак и Кувајт и така натаму, ја продал таа опрема. А тоа е државна, наша опрема. А тоа е на предпријатието, на тоа најголемо предпријатие беше тоа градежно предпријатие. Кое? Пелагонија. Тоа беше градежна фирма, голема градежна фирма. Не знаев за оваа афера. И знаете зашто? Да? Отфрлена е таа кривична пријава заради тоа што тоа лице немало својство на одговорно лице, бидејќи законот не предвидува таква одговорност. Гледате? Како што сега нема да одговараат за тоа што ги избришаа овие казна од најмалку 3 години за прибавена значителна или имотна корист од големи размери, од најмалку 3 години го направија на 3 месеци до 5 години. Им се намалија казните. Оти знаат дека сега ќе бидат судени, барем со мали казни да поминат, така? Да. Или да застарат. Ај сега малце две актуелности за кои сакам да прозбориме и тука ќе ја завршиме емисијата. Крајот прв би сакал да збориме за случајот Камчев, Боки 13 рекетот. Боки излезе, не знам дали го следевте Боки што кажа
и за целото тоа судење. Начинот на кој беше суден Камчев, дури и мајка му, еден скандалозен однос гледав. Дали е такво нешто нормално, ненормално, абнормално и како тој цел процес и судење вам ви изгледаше? Па да ви кажам право сега ова што се случува, човек едноставно не знае како да го квалификува, освен како една тотална узурпација на она што треба да значи правда и закон. Затоа што овие се такви поставки. Ние за случај не го истера до крај. Кој случај го истера до крај? Ја не знам, не сакам да се упуштам у овие конкретно овие случаевите што ги споменувате, затоа што тоа е невидена дрскост. Вие се сеќавате кога еднаш председателот на владата кога се закани на еден од вие што го спомнавте? Знаете како му се закани? Јавно. Ја гледав на снимки каков дрзок однос урла се дере судиката спрема господинот Камчев и спрема мајка му. Господинот Камчев е еден од најуспешните бизнисмени во Република Македонија. Апсолутно се слагам. И господјата Камчева, која што ја ставија на црна листа, не знам што сторила таа господја. Меѓутоа, тие што треба да бидат на црна листа, не се на црната листа. Тие уживаат тие во богатството, во хациенди или во не знам што. Дали може да искоментирате изјавите на Боки 13 за, како ми рекоа, само да прочитам, да ги прашаш господинот Маневски за него коментар што Боки кажа за јавното обвинителство и дали има точно во кажаното. Сега ја не можам да ви реплицирам, бидејќи имаше многу гледано интервју. Не сте го гледале? Не сум гледал нешто, читав, али в детаљи не го познам. Не. Добро. Затоа што, знаете што, сега и како го викате Боки 13, као Бојан Јовановски, како беше? Точно. Да. Се извинувам. Точно треба да кажеме. Да. Не, значи, јас имав и порано, да ви кажам, во тие крупни криминали и некогаш се кријат и заднини, имаат и заднини. Јас имав прилика како министар за правда. Па нели целата поента е кај се парите? Кај се парите? Па затоа викам каде е торбата? Кај се парите? Значи во кривичното право важи едно основно правило: следете го патот на парите. Па ние за све збориме само за патот на парите. Каде е парите? Каде се парите? Каде да отидоа парите од Телеком? Каде отидоа парите за пасошите? Каде се следија парите за сите оние скандалозни? Добро? Океј. Ај сега нешто да те прашам и да ја завршиме тука емисијата. Браво за вечерва. Јас сум ти длабоко благодарен затоа што направивме емисија која нема само да биде актуелна, туку внуци и правнуци кога ќе ја гледаат да видат каква громада, каков великан од човек сте биле. Моја најдлабока почит. Ја уште еднаш ќе се извинам вам и на моите гледачи за моите испади. Еден ден некој ќе ги гледа и ќе рече која ова будала што се дереше урла. Ова е Јанко Јади Бурек, тој е неговиот стил да направи скандал. Сосема за крај, ве молам, ваш коментар. Нашето општество беше силно потресено од убиството на Вања. Палевски денеска е објавено дека ќе биде екстрадиран. Дали сметате дека е баш ова добро време кога веќе сме на прагот на промена на власта, дека ситуацијата и судењето ќе биде како што треба и дека јавното обвинителство овде нема да се искомпромитира? Јас прво да ви благодарам на ова што го рековте пред малку, околу тоа што значи моето ангажирање од секогаш било со децении наназад за владење на закон, за владење на право и правда. Моето ангажирање и сега и во ова доба и во овие години е исто така за тоа да ако нема во државата, ако не владее закон, ако нема правда, ако нема сигурност, тогаш очигледно дека се разрушените на основните атрибути на државата, а тоа е основните атрибути на државата се засниваат на правните правила и правните норми.
Ако тоа не се почитува, онда од таа држава нема ништо, нема и основните елементи на таа државата. Државата во која не владее закон, владее анархија, владее корупција, владее криминал. И ова сето што го говоривте вие, ја можам да ви наведам сега 50, не знам колку случаеви. Земете колку сакате случаеви земете, затоа што за овие 7 години ништо не се гонеше. Знаете ли вие некој случај, еве како што беше да речеме Бачило, како што беа тие случаеви, дека е некој гонет во овие 7 години? Знаете некој? Не знаете. Затоа што не се гони. Криминалот се хранеше, а не се гонеше. За автобусот што изгоре Ма во срамо. Бугарија со 40 и кусур луѓе, немаме разрешница, немаме судење, немаме. Па нити има за онај со 130 пати помина без лиценца граница, тоа што нема право лиценца да врши меѓудржавен превоз. Или Пред не некој за ден и случаеви. од истата фирма ќе ме прегазаше на моја улица пред моја куќа. Не застанува на пешачки. Или онај Ама случај знаеш што значи тоа? Тоа се осеќа моќен дека и да ме прегази нема ништо да му биде. Ја еве да уште нешто да кажам, и тоа важи и за моите колеги, суди и обвинители, и помлади колеги. Ја не можам да разберам да судења траат пред 6 години, да трае предистражна постапка 5 години, да траат действија со да не се гони очигледен криминал. О што се плашат? Храбро. Храбро за заштита на државата, за заштита на граѓаните. Овие граѓани ги гледате сега како веќе се ребрат за тоа дека сакаат, може да остане гладен и страден, ама сака правда. А правда нема. Каже ми за Мора да се бориме за правда. Каже ми за Палевски, што мислиш за овој случај? Дали ќе Па се Палевски isprocesira? треба да биде. Дали ќе биде isprocesiran како што треба? Па ја мислам, јас сега како правник можам да ви кажам дека за процесот на Палевски треба да бидат преземени сите норми кои што ги предвидува и закон за кривично постапка и кривичен законник. Затоа што А ваму се ова е грозно дело што е направено невидено да се лиши од живот едно младо девојче. Но дали цела вечер збориме дека целиот правен систем ни е дерогиран, дека ни е уништен? И сега ја те прашувам, мислиш ли дека ова може да се isprocesira кој што треба? Ќе дојде до промена на правниот до промена на државниот до управувањето со државата. Мислиш дека ќе бидат ослободени од притисок судиите и јавните обвинители? Ја мислам дека е тоа императив. Дека кој ќе го штити граѓанинот? Дали јавното обвинителство добро постапуваше што еве се уште не дава никакви информации во врска со истрагата и целава оваа работа, бидејќи ние не знаеме што се случило. Ние само знаеме дека е обвинет, но никаков доказ не ни е предочен дека врз основа на што е обвинет. Предпоставувам дека врз основа на тие докази нему му е оне ќе биде екстрадиран, бидејќи држава е сериозна. Значи, за да дозволи она екстрадиција треба да се приложат сериозни докази, така? Да. Тоа значи дека има сериозни индикации да он биде екстрадиран овде. Ова што рековте нема никакви информации. Значи жалосно е денеска во ова време отворите веб страница на јавно обвинителство било кое, ништо нема да видите. Ништо не објавуваат. Зачутеле. Сте чулели некој обвинител некој што да стане да каже, да напише, да коментира. Океј, значи кога гледам Британија, Русија, Кореја Северна, Соединети Американски држави, кога се има истрага, се објавува, се искача јавно, се кажува ова е доказ, ова е доказ, ова е доказ. Јавноста знае зошто го гони, зошто е затворен, зошто се овде ќутат. Овде не знаеме. Па не знаеме затоа што чекај, полека молим те. Јас сум нападнат кога барав докази да не јадам бурек, бидејќи ова било дел од истрагата. Дали ти да беше во јавно обвинителство, во име на истрагата, бидејќи трае? Не, ова... Дали се што знаевте ќе го изнесевте во јавност? Знаете што е... Дали се што знаевте ќе беше јавно? Се ќе беше јавно. Зошто не го кажуваат? Не знам зошто не го кажуваат, се плашат ли, имаат ли влијание, притисоци има. А имаат и влијание, имаат и притисоци. Значи не е тоа нешто ново што ние сега го констатираме вечерва, затоа што тие се навоѓаат во едно менгеме таму
Тоа е тие што Значи, раководат тогаш- и со судови, и со тогаш јавни со обвинители. Павловски- Ама тоа треба да биде сменето. Но господин Палевски, да, Илковски. знам дека ќе биде сменето, но ова индицира на сосема друга работа. Дека случајот на Палевски е многу поширок од обичен криминал на убиство, туку дека има и повисоки структури инволвирано. Да, со случајот не знам колку е расветлени. Јас знам толку колку што знаете и вие. Затоа, А добро. има малку, ево. Моје право е да шпекулирам. Да, да. Господине Михајло Маневски, вие сте еден од луѓето кои целиот свој животен век се обидовте и во вашето време, кога вие бевте на функција во оваа држава, во јавно обвинителство, имавме многу, значи тоа е по анкети, по проценти мерено, дека ние имавме многу повисока доверба во судството. Дека иако и тогаш имаше мани, но беше многу, многу подобро. Неспоредливо. Последниве од 2017 година наваму ние имаме катастрофа. Ниеден голем случај Жалосно. не е решен. Дали системот е уништен и дали има надеж. И ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарам што имав можност да се искажам за вака значајни Имавте можност прашања. покрај мене, оти И многу да зборам. одговорам на вашите прашања, и да одговорам на вашите прашања, меѓутоа државата мора да има правда, без правда нема држава. Како се спроведува правда? Како ќе се Правдата- продов... правдата значи, спроведуваат- која е процедурата? Дали би се ангажирале сега како некаков советник во јавно обвинителство, бидејќи ја мислам од таму треба да почнат работите или од судовите? Основниот двигател на гонењето на криминалот е јавниот обвинител. Ако јавниот обвинител не покрене постапка, нема судовите нема што да работат, нема да го работат. И знаете на што се сведува сега за жал криминалот? Се сведува на шумски кражби, на телесни повреди, на тешки и не знам какви сообраќајки и така натаму. Нема ниеден случај на гонење за примање на подкуп, давање на подкуп, противзаконито посредување, за тешки случаеви на злоупотреба на службена положба на државни функционери, носители на државни функции, на јавни претпријатија и така натаму. А гледате што станува, какви криминали се вршат во држава, а никој за тоа не одговара. Па затоа држава дојде до ова дередже. Колку милиарди е задолжена држава, а што се направи? Еден објект не може да се посочи дека за 7 години е направена една пирамида, не знам, таму од 2 ката или не знам колку, една куќичка. Ја, како што често сакам да кажам, барем да направија еден клозет да направија, ќе речеме, ова го направија, ништо не направија. Дури 7 години го реновираа таму еден автопат од 7 километра, не уште не е завршен таму Катланово 7 километра. Јас се Кој ќе извинувам, поминете таму, Кичево Охрид ќе вртите вака со главата. Е прогласен од УНЕСКО како археолошко историски наоѓалиште од меѓународна, бидејќи веќе толку долго е веќе ископано, веќе е тоа под заштита, пошто тоа не се прави. Тоа е најскапиот автопат што постои. Но добро, еве спомнавме и дневна политика. Се надевам дека ќе ве служи здравје. Многу убави работи слушнавме и ја искрено се надевам дека нема да чекам пак 15 години да ми бидете гостин, дека многу побрзо, повторно ќе бидете. Пишувате ли нова книга? Благодарам. Пишувам нешто друго сега, пишувам некој. Значи сега имам намера да изготвам еден измени и дополнување на кривичниот законник. Ќе работите на тоа? На тоа јас како индивидуа. Како индивидуа. Како Дали индивидуа. Знаете што? дали ќе бидете ангажирани? Не знам, тоа не зависи од мене. А дали би прифатиле да бидете ангажирани? Ако некој најде за сходно дека ја можам да дадам придонес во оваа област, ја би радо прифатил. Дај Боже. Да помогнам, затоа што ова што ви го кажав, ја што го истражувам овој случај, значи не е непознат во правните системи во Европа. Тоа е прашањето за застарување на кривично гонење. Ние имаме најлиберален систем на застарување на кривично гонење. Значи, ако за застарување на најлесните кривични дела кај нас е 2 години, во Словенија е 6 години, во Хрватска е 6 години. Значи, 50 години е застарување на кривични дела. И таму
Значи, кривичниот законник може да го измени државата. Лесните се 6 години, а тешките се 50 години. Тоа ми Тешките рече. 50 години, Па да. не го изговоривте за тоа. 50 Повторно години, да, изговорите. најтешките кривични дела. А кај нас? Кај нас е 20 години апсолутна застарелост или релативна застарелост, ако двојно повеќе помине, односно 40 години. Значи имаме ние една третина помали... Ние институционално сме земја создадена за криминал. Ние го имаме, тој систем го задржаме само ние, а другите системи се изменети. Јас го имам тој кривичен законник на Хрватска, кој што е многу добар и кој што предвидува, кој што е, да ви кажам, поминат инстанци како што е Уставниот суд, каде што тој уставен закон и кој што каде што ние мораме да ги менуваме нашите односи и мораме да градиме европски правен систем. Ние не можеме сега да се задржиме уште тоа. Го напишале тоа пред 50 години и сега уште тоа истото, а тоа не дава никакви резултати. Како може во законот за кривична постапка говори дека кривичната пријава мора да биде завршена во рок од 3 месеца. А како може да трае 5 години? Може ли тоа да трае? Па сега, ја кога бев министер, тоа не можеше да трае. И Мислам не дека да трае. кога ќе почне да се разслојува аферата Двојник, вие ќе бидете еден од најсречните луѓе, а ја ќе ве поканам повторно во емисија, затоа што ако има триумфална завршница тоа, вие ќе бидете еден од позаслужните. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Гостин беше господинот Михајло Маневски. Не, ќе ти ја земам и таа книга, затоа што на Спасе Василев ќе му ја поклонам. Мојата со подпис не може, така што имаш проблем. Сега ќе ти ја земам и твојата копија. Добро. Немам повеќе копии за другите гледачи, ама на Спасе морам да му дадам. Добро. Во ред? Ево. Ти благодарам. Ете на еден гледач заслужено, да му дадеме кој една не книга. следеше, а вие ќе ја гледате емисијата на YouTube, ќе се репризира и така натаму и така натаму. Ви посакувам пријатна вечер и благодарам што бевте со нас.